Јас моето излагање ќе го искористам за да ги образложам сите 5 предлог закони, затоа што денес пред нас тука се наоѓа еден пакет на предлог измени со кои се адресира најгорливите проблеми на младите и младите семејства, како што се домувањето, родителството, секојдневниот економски товар и условите за работа. Овие наши предлог закони произлегува како контраодговор на една апсурдна понуда на владата за воведување на данок за немажени и неженети, што беше една репресивна мерка со која се отсликува за жал отсуството на политичка волја, владеачкиот естаблишмент да направи едни сериозни промени кои ќе ги мотивираат младите својата имина да ја градат тука во Македонија. На младите не им треба ниту празни ветувања, ниту сувопарни флоскули, нив им треба систем каде домувањето и достоинствената екзистенција се основни човекови права, а не луксус. Првата мерка која предлага Левица е скратено и флексибилно работно време од 6 часа за родителите до 6-та година на детето. Со предложените измени на Законот за работни односи, Левица предлага родителите на деца до 6 години да добијат право на полно работно време во траење од 6 часа со флексибилен распоред во договор со работодавачот. Моменталното законодавство предвидува породилно и родителско отсуство до 15 месеци, пошто работникот се враќа на стандардно работно време. Во пракса, ова создава еден сериозен јаз помеѓу потребите на семејството и работните обврски, особено кај самохрани родители. Во однос на овој предлог закон, истражувањето недвосмислено укажуваат дека првите години од животот на детето се клучни за неговиот развој, а континуираната родителска присутност е неопходна. Европската пракса покажува дека ваквите решенија не ја намалуваат продуктивноста, туку напротив, тие ја зголемуваат и мотивацијата и лојалноста кај работниците. Втората мерка која предлага Левица е дополнување на Законот за домување, каде предлагаме воведување на јасни ограничувања за максимална висина на кириите со цел заштита на закупците од нереални надуени цени. Моменталното решение остава огромен простор за злоупотреба, бидејќи минималниот праг е дефиниран, но максимален праг за кирија не постои, што резултира со едни енормни закупнини кои ги исклучуваат младите и сиромашните од можноста за осамостајување и сопствено домување. Со вакви законски решенија би се применила и една позитивна европска пракса за стабилност на пазарот во однос на изнајмувањето станови. Третата мерка е еден целосно нов закон за државна поддршка при купување на прв дом за млади. Со овој нов закон државата презема активна улога во решавање на најголемиот проблем на младите денес, а тоа е обезбедување на сопствен дом. Предлог законот на Левица предвидува државна гаранција и субвенционирање на камата, односно државата да гарантира до 95% од главнината на кредитот за купување прв дом, наместо сегашното барање за 15% учество за стамбен кредит. Целта е учеството да се намали на најмногу 5% и државата да ја гарантира отплатата на тие кредити за младите. Исто така, овој закон на Левица предвидува во првите 10 години државата да ја субвенционира каматата. На овој начин младите ќе добијат полесен пристап до стамбен кредит, со што ќе се намали финансискиот товар во најважниот период од нивниот живот. Дополнително, овој закон предвидува и делумен отпис на кредит при раѓање или посвојување дете. При раѓање или посвојување на прво дете се отпишува 20% од преостанатата главнина на кредитот, а за секое следно дете дополнителни 10% од главнината на кредитот. Оваа мерка која предлага Левица не само што ќе обезбеди материјална сигурност, туку представува и директен поттик за младите семејства да се решат на родителство и да ја градат својата имина во државата. Четвртата мерка од овој пакет на закони е целосно нов закон за ваучери за неформална детска грижа. Во услови на хроничен недостиг од капацитети во јавните градинки, оваа мерка представува една директна поддршка на семејствата. Преку воведување на месечен ваучер во износ од 6000 денари за неформалните грижители, како што се баби, дедовци, роднини, соседи и слично, државата ја препознава и ја формализира нивната улога во грижата за децата. На тој начин ќе се обезбеди алтернатива на институционалното изгрижување и ќе се намали финансискиот товар врз родителите.
Целта на овој предлог закон е преку воведување на систем на вредностни ваучери за лицата кои редовно се грижат за малите деца, државата да ги препознае, да ги охрабри и да ги подржи грижителите кои доброволно придонесуваат за грижата и развојот на децата. И петтата мерка од овој сет закони е бесплатен јавен превоз за родители на деца до 6 години, односно преку дополнување на законот за превоз во патниот сообраќај, Левица предлага да се воведи бесплатен јавен превоз за родителите на деца до 6 години, затоа што според пресметките на синдикатите, транспортот чини 7 до 8% од синдикалната минимална кошничка, а кај младите семејства овој трошок е уште поголем поради зголемена мобилност. Овој пакет на мерки и предлог на закони е еден иницијален чекор, изграден врз основа на директна анкета и одраз на реалните потреби на младите во Македонија. За разлика од казнените даночни најави на владата, ваквите законски решенија представуваат вистинска поддршка и стимул за младите, за формирање семејства, за подобар стандард и за достоинствен живот во сопствената земја. Со репресивни и понижувачки мерки, младите ќе бидат само дополнително мотивирани да ја напуштат државата. Само преку реални политики кои ги препознаваат и решаваат клучните проблеми, ние можеме да создадеме средина во која младите ќе сакаат да останат тука. И пред да се стават овие предлог закони на гласање, јас само ќе потенцирам еден фрапатен податок. Ова учебна година во македонските училишта се запишале дури 27.000 ученици помалку успоредбено со пред 10 години. Односно, да говорам со зборовите на премиерот, четвртата економска сила во Европа изгубила 20.000 семејства, тоа се 20.000 лекари, професори, инженери, наставници. Тоа значи дека нашите најдобри умови буквално се избркани својот потенцијал да го инвестираат во други држави, наместо тука во Македонија. И, драги колеги, за овој екзодус кој се случува на македонската држава, не може да се абстрахирате ниту од одговорност, затоа што сите владеачки елити досега изградија еден систем каде владее брутална партизација, корупција, медиокритети и сиромаштија која ги брка младите. Не можете да се амнестирате одговорност за системот кој почива и на длабока социјална раслоеност, каде за некого домувањето е луксус, додека вашите милионери и функционери ги гледаме како богатството го трошат по раскошни локации како Монако и Дубај. Свесна сум дека сите предлог закони досега на Левица беа арогантно и дрско одбиени без никакво образложение. Но овој пакет на мерки денес е еден последен крик на младите кои сакаат својата имина да ја градат тука. Овој пакет мерки е аларм дека Македонија е држава која старее и за жал со оваа тенденција на иселување Македонија ќе стане држава која нема иднина. Доколку продолжи погубниот тренд на масовно иселување, а власта не преземе никакви системски реформи за да ги задржи младите, туку продолжи да нуди само празни флоскули, за жал во Македонија ќе нема ниту кој да го изгасни светлото.